поманае. Од ова место пред речиси една година ветивме промени за подобар Штип. Ветивме проекти, ветивме работа, ветивме резултати. Од ова исто место, по речиси 365 дена, можам да кажам дека остваривме проекти, остваривме работа и направивме резултати. Најважно од се, останавме верни на своите зборови. Ги преточивме во дела за подобар живот на секој од нас. Тргнувајќи од државните проекти, Универзитетот Гоце Делчев, изградбата на новата технолошко-индустријска зона, изградбата на патниот правец Штип Миладиновци, новата клиничка болница и многу други дела, па се до стотина локални проекти, останавме верни на својот народ и покажавме која е разликата и тежината на зборот подкрепен со дела наместо празната политичка филозофија на нашите опоненти. За неполна година новото локално раководство на чело со нашиот градоначалник примариус магистар Илчо Захариев реализираше над 160 проекти. За само 10 месеци асфалтирани се 14 регионални и локални патни правци во вредност од над 1,8 милиони евра, од кои 5 патни правци се благодарение на поддршката на владата на Република Македонија, во вредност од над 1,2 милиони евра. Таков ангажман во патната инфраструктура Штип во последните 20 години никогаш немал. Како директор на јавното предпријатие ИСАР, изминативе неколку години, со нашиот тим успеавме да го санираме предпријатието и да го стабилизираме. Успеавме да вратиме долг од над 1,5 милион евра, за кој нашите предходници повеќе од 8 години нити издвојувале средства, нити мислеле да издвојуваат такви средства. И не само тоа, јавното предпријатие ИСАР за прв пат бележи добивка која е инвестирана во нови возила, во нова опрема, во подобрување на инфраструктурната мрежа. По 30 години водовод доби населбата Караорман, а канализација добија населбите Чардакија и Балканска. Успешно се спроведува најголемиот проект за нашиот град, а тоа е адаптацијата на филтер станицата за приваќање на водите од хидросистемот Гатовица. Проект со кој што Штип за наредните 100 години обезбедува доволна количина на вода за пиење. Во образованието, со 120.000 евра од Министерството за образование и наука обновено е училиштето во населба Македонка, а реконструирани се и спортски сали во неколку основни и средни училишта. Во нашиот град подигнати се над 20 нови паркови површини, изградени се 20 на спортски терени, вклучително и мултифункционалното игралиште во населба Сењак, вредно 120.000 евра со поддршка на Агенцијата за млади и спорт. А значително внимание се посвети и на руралниот развој со инвестиции во селата во Штипско. Почитувани сограѓани, ова не се празни зборови. Ова се конкретни дела, видливи насекаде околу вас. И резултат на себичната заложба и желба Штип да биде убав град и вистинско срце на истокот. ВМРО ДПМН е партија која си стои на зборот. ВМРО ДПМН е партија која остава трајни дела за сегашноста и за генерациите што идат под нас. Нема поголема чест кога ветеното ќе го оствариш и ќе можеш секому да му погледнеш во очи, без срам, без двоумење и без лажна скромност да му кажеш: ние бевме овде кога ветувавме, но сме овде и кога ги исполнуваме ветените работи. Тоа е разликата помеѓу нас и нашите политички конкуренти. Тоа е разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Тоа е разликата помеѓу дела и празни зборови, помеѓу вредни проекти и неисполнети ветувања, помеѓу индустријски зони полни со нови фабрики и помеѓу затворени фабрики со над 200.000 невработени, помеѓу економска стабилна држава денес и земја на транзицијски разграбани фирми пред 10 години. Драги мои сограѓани, затоа
Македонија. Вечерма сме овде да направиме разлика помеѓу две личности, од кој зависи нашата сегашност, но и нашата иднина. Да направиме разлика и да избереме председател како што нашата земја има во моментот и заслужува да продолжи да има. Ова е време кога секој од нас сериозно треба да размисли каков председател сака. Јас со сигурност знам каков председател сакам и тој воопшто не наликува на она што опозицијата го нуди. Бледа копија на една истрошена личност во македонската политика. Сетете се дека токму тој на минатите председателски избори немаше ниту образ, ниту храброст да излезе на изборен бектан со председателот Ѓорѓе Иванов. Па наместо него и тогаш, а и денес ги гледаме неговите жртвени јагниња. Затоа, драги Штипјани, денес стојам овде и гордо велам. Нам ни е потребен човек кој си стои на зборот. Човек без ниту една дамка како председател на Македонија. Човек кој изминатите години покажа како достоинствено се стои под македонското знаме со едно и единствено име – Македонија. Човек кој покажа како се брани националниот идентитет и како се грижи за секој граѓанин на оваа наша Македонија. Да, драги Штипјани, тоа е Ѓорѓе Иванов. За мене е голема чест што можам да кажам дека сум имал несебична можност да го дадам својот глас за неговиот прв мандат и да го дадам својот глас и за неговиот втор мандат. Дека сум живеел и работел во едно историско време за Република Македонија, во време во кое владата успешно ја раководи премиерот и председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски и единствениот победник на овие избори, сегашен и иден председател на Република Македонија, професорот Ѓорѓе Иванов. Тоа е нашиот председател. Тоа е човекот кој уште еднаш ќе покаже дека нашето достоинство и чест немаат цена, дека зборот и проектите прават разлика помеѓу ветеното и неоствареното. За многу години и за двојна победа на 13 и на 27 април. Да живее Македонија, да живее нашето ВМРО ДПМН. Да сте живи и здрави.